Бројот на заразени со COVID-19 во Тетово секојдневно расте, граѓаните пак се повеќе опуштени. Мерките како да не важат во овој град. Пред банките испоседнати еден до друг, градот е препон со луѓе, дури се пие и кафе во некои помали угостителски објекти. Недисциплинираноста на тетовци и непочитувањето на мерките е една од причините за постојаниот пораст на заболени од коронавирус во Тетовско. Еве и позади мене може да забележите дека улиците се преполни со луѓе, а ретко кој носи маска. И граѓаните се свесни дека мерките не се почитуваат и самите признаваат дека грешат. Маската ми е у џеп. А колку толку е сега, што да правиме сега? Болни смо ми. Не можеме, еве, маската га држим у џеп, се гушим, сега бе кабловска да платим, не можем да издржим. Уопште исто. Нема почитување. Да. Еве и вие маска немате, знаете дека можат да ве казнат. Да. Еве јас сега га ставам у џеп маскава. Што дека ги носиме маски, кој други не ги почитува. Навистина можам да констатирам само еден краток поглед, можете да видите колку од граѓаните ги придржуваат мерките и сепак тоа на сите нам ни се одразила по здравјето. И разочарана сум, одгледкава и излегувам точно после 2 месеци во градов. Во однос на најавите за можен полициски час за престојниот викенд, кога е празникот Бајрам, муслиманските верници сметаат дека не треба да има ограничување на движењето. Тие се Божји празници. Тоа е срамота за граѓаните. Мислим, МВР, кој да е, министерство, што иде, кои се тие, срамота е, гревота од Господ, као прво, после да идеме на граѓаните. Да му го кратиш ти празникот. Имат повеќе мртви од Италија, од Спанија, сите го отвара играт со нас. Срамота. Да го затвориш народот, треба да му дадеш да јаде. Да јаде. Нека ми кажат кому му дале. Групирањата и собирањата, прво во џамија, па после и породнини и пријатели, е токму еден од адетите за Рамазан Бајрам. За споредба, Турција за празникот воведе 4-дневен карантин, слично како што беше кај нас за Великден минатиот месец.